Благодарам, госпоđа председателка на Комисијата за образование, наука и спорт. Зборот почитувана ќе го избегнам, бидејќи за некому да се обратиш со почитуван, треба прво истото да го почувствуваш и од другата страна. Докажавте дека немате почит кон пратениците на опозицијата, не само на претходното случување пред еден час нецел, туку и наназад, мислам, на сите седници на Комисијата за образование, наука и спорт. Не ми дозволивте процедурално да се обратам на претходната комисија, а сакав тоа процедурално да биде поврзано токму со оваа на која што преоѓате, бидејќи не сте во можност да водите седници, па сега наместо по 11-тата не префрлате на 9-тата седница. Членот на кој се повикувам, госпоđа председателка, е членот 88 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, став 1 гласи: на координатор на пратеничка група, заменник на координаторот и пратениците кои не се членови на пратеничка група, кои сакаат да говорат за неправилна примена на Деловникот, председателот им дава збор штом ќе го побараат. Во случајов ми дадовте збор штом го побарав, но на минатата седница, број 11, тоа не беше случај. Се повикувам и на членот 124 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, во кој што ставот 1 вели: дневниот ред на седницата на работното тело се утврдува на почетокот на седницата. Став 2: дневниот ред може да се внесат и прашања што ги предложиле пратениците, председателот на Собранието и владата. Јас токму на овие два члена ќе се повикав и на претходната седница, не ми дадовте за можност, ама веќе искористам сега. И како председателка на Комисијата за образование, наука и спорт, јавно ви укажувам и вас, и на членовите и замениците од мнозинството на оваа комисија, дека начинот на кој што мислите дека сте го усвоиле дневниот ред по оваа седница не стои никаде, ниту во Деловник, ниту во било кој парламент на некоја светска или европска држава, ако сакате. На таа седница, трето продолжение, знаевте дека имаме ангажмани претходниот ден, но сепак ја закажавте за следниот, тој 17 јуни во четвртокот, и се обидовте на шверцерски начин, како што тоа и секогаш го правите, да преминете на усвојување на дневен ред, затоа што некој од пријавените за процедурални забелешки, тоа мислам беше колешка на ДУИ, ви предложи дневниот ред да се стави на усвојување. Па извинете, председателке, тоа никаде го нема. Пред да се усвои дневниот ред, вие треба да побарате дали некој бара измени и дополни на дневниот ред, а вие имавте пријавено, чинам, 11 вкупно пратеници за процедурални забелешки. И не знам кој ви даде за право вие да преминете на усвојување на дневен ред без да ги сослушате сите пријавени за процедурални. Јас не знам дали го имате тој список од тогаш. Кажав шверцерски, направивте чин на усвојување на дневен ред, но јас јавно ви укажувам дека тоа не сме да се случи, да вие денес уважувате дека дневниот ред е усвоен. Доколку тоа имате намера да го направите, ви кажувам дека кршите Деловник, кршите закони, не почитувате опозицијски пратеници и бидете сигурна дека можеби ќе бидете една од првите во овој состав на парламентот, кој што сигурно ќе бидете ставени на нашата дума во пратеничката група да побараме интерпелација за вас како председателка на Комисија за образование, наука и спорт, која што прво што треба да прави е овде да воведува ред и да читува сите присутни пратеници. Затоа ќе ве замолам од името на целата пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата да не се обидувате да мислите дека дневниот ред за оваа седница е усвоен. Доколку тоа го направите, ви кажав, јавно ви укажав и јавноста треба да знае дека тоа е неделовнички чин. Се дека сте председателка на комисија, дека вие овде го имате главниот збор, не. Вие овде имате само улога да водите ред и да давате збор онака како што Деловникот пропишал. Во спротивно оставам на вашата совест, на вашиот морал и на вашата одговорност. Ви благодарам.